Здраво на сите. Сега ќе направиме мало демо за користење на мобилната апликација на Меракзи. Само да пишем посредот, логин. Значи се логираме со истите информации што се за логирање во Меракзи на нашиот акаунт. Тука имаме денешна продажба од последни 7 дена и вкупен износ и број на продажби, како и статистика која ни мери во наредните 15 дена во лето, колку соби имаме слободни од закуп и колку соби имаме за фат. Во овој дел е менуто на мобилната апликација, тука можеме да гледаме, ако одиме во календар, можеме да си направиме пребарување низ собите, наједноставно пребарување која е слободна, која е зафатена, или можеме да бараме ова првите дати кои ни ги дават, доколку имаме други дати, можеме да си пребараме, например, од 7 јуни до некој поголем период, да речеме на 21 јули. Можеме да бираме кое сместување или по држава да филтрираме, или можеме да гледаме доколку имаме споделени понуди со нас и ние препродаваме како супагент да ги видиме и нив. Моментално имаме повеќе понуди, повеќе соби. Ми се прикажа и соби од друга агенција што се споделени со овој акаунт. Статистиката ни овозможува да видиме роуминг и патни листи, што е погодно особено за оние кои работат на терен, за водичи и слично. Например, можеме да избереме некој период и во истиот ќе ни даде системот во оваа вила, кои се сместени, во која соба и колку лица си телефонските броеви, или бус, односно патна листа, доколку одбереме да видиме кој има со автобус во овој период. Можеме да видиме дека имаме 2 патника со сопствен превоз, 4 со автобус, додека за враќање се истите информации. Тоа околу статистиката, можеме да разгледуваме кешфлоу, односно да филтрираме по точни дати и да видиме, да речеме, аранжманите за јуни. Ова ќе ни даде inflows, нас ќе ни интересира овој модел, само се извинам, cashflow values, каде што можеме да видиме колку вкупно аранжмани имаме отворени за доплата, а треба да се реализираат во овој период. Можеме да имаме direct inflows. Значи, од директни приливи ние очекуваме уште 267 евра или во денари истиот износ. Можеме да пребараме по фактури во овој период, доколку имаме фактурирано према супагенти, меѓутоа ќе даде 0, или доколку користиме профактури по профактури, меѓутоа истите резултати се 0. Или можеме да бараме по точно име на патник, доколку сакаме да видиме точно резервација колку треба да се доплати. И имаме уште еден мод на нотификации. Тука можеме да следиме дневните операции, што е особено корисно во летото, бидејќи можеме да гледаме кои резервации се отворени и треба да се доплатат, и секој ден добиваме известување за колку резервации се доплатени, за колку се останати како отворени за доплата во наредните 15 дена, како би се осигурале дека не сме испуштиле никој патник да доплати, или не сме испуштиле никого да известиме за тргнувања кои тргнува со автобус и слично. Тоа е многу накратко околу мобилната апликација. На Apple е достапна на самиот Apple Store, додека на Play Store се уште во моментов не е достапна, меѓутоа можеме да ви испратиме линк за Android, каде што ви може да ресекнете. Фала ви.